колеги соработници од Министерството и Националното тело. Честа ми припадна на мене да го модерирам овој настан денес и да ви посакам добре дојде на сите вас. За оние со кои што досега не сме успеале да соработуваме, јас сум Милма Мехмети Петерсен, координатор за територијална соработка и раководител на Националното тело во рамки на Министерството за локална самоуправа. Денес подпишуваме договори за национално кофинансирање со партнерите од Република Македонија на сите успешни проекти кои што беа селектирани во рамки на првиот повик за проектни предлози при програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција. Со вас денес се формализира делот кој нашата влада го усмерува кон поддршката на сите оние кои покажале добар резултат во трката за грантови финансирани од Европската Унија. На самиот почеток го поканувам министерот за локална самоуправа, господин Фазлиу, да ве поздрави и да ви се обрати. Повелете, министер. Благодарам. Добар ден на сите. Почитуван мој колега министер за здравство, господин Филипче, почитуван директор на царината, почитувани присутни, почитувани медиум. Со финансиска поддршка од страна на Европската Унија денеска имаме можност да ги промовираме 40 проекти кои што ќе бидат реализирани во Република Македонија во рамки на ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република Грција во вкупна вредност од 15 милиони евра. Вкупниот буџет на програмата за прекугранична соработка со Грција е 45,5 милиони евра за периодот до 2020 година, од кои 85% се средства од Европската Унија, а 15% кофинансирање од буџетот на државата. Овие 40 проекти се одобрени во рамките на првиот јавен повик, откако успешно го поминаа процесот на оценување. Учествува оценувачи од управувачкиот орган во Грција, од заедничкиот секретаријат на програмата и од Министерството за локална самоуправа. Денеска ќе бидат подпишани договорите за нивно кофинансирање, што во висина од 15% од вкупниот износ или 2,4 милиони евра се обезбедени од буџетот на државата преку Министерството за локална самоуправа. На овој начин државата им помага и ги охрабрува потенцијалните апликанти, како што се општините, граѓански организации, училишта, детски градинки, универзитети, болници, асоциации и други непрофитни субјекти да подготват проекти, да влезат во конкуренција и да обезбедат средства од Европската Унија. Сите што ќе добијат средства за финансирање на проекти си помагаат на себе и на локалната заедница. Во исто време се реализираат приоритетни прашања без да се трошат средства од општинските буџети. Ќе се обезбеди енергетска ефикасност во училиштето во Валандово, во детската градинка во Радовиш, во општина Ново село ќе се подобри здравствената грижа и социјалните услуги за возрастните лица. Ќе се работи на креирање на нови работни места преку развивање на вистинскиот туризам. Опфатени се околу 50 бизниси со вино во прекуграничниот регион. Техничка поддршка и управување со хуманитарни кризи и природни катастрофи во прекуграничните региони. Заедничка грижа за животната средина. Исто толку е важно и тоа што локалната администрација и граѓанскиот сектор поминуваат низ процес на учење. Ги градат своите капацитети за поголема абсорбација на средствата од фондовите на Европската Унија. Ова е само уште една потврда дека Република Македонија цврсто чекори кон целосно интегрирање во Европската Унија. Преку регионалната соработка, преку користење на европските фондови, преку имплементација на заеднички проекти, преку членство во заеднички тела, преку соработка меѓу земјите и граѓаните. Во имплементацијата на проектите од програмата за прекугранична соработка меѓу Република Македонија
и Република Грција се вклучени над 80 партнери. Корисници на придобивките се граѓаните од 4 плански региони во Република Македонија и 5 региони во Грција. Тоа значи постојана взаемна комуникација, заедно утврдување на приоритетите, заедничко решавање на проблемите, споделување на европските вредности, градење на партнерства и пријателства. Тоа се драгоцени релации создадени меѓу граѓаните, меѓу општините, меѓу државите. Тоа е Европската Унија. Убеден сум дека на 30 септември граѓаните ќе ја потврдат определбата за европска иднина, за членство во Европската Унија и во НАТО, за стабилност и мир во регионот, за соработка и заеднички проекти. На сите добитници на грантови ви честитам и ви посакувам многу успех во имплементацијата. Вашата работа и резултати се и наш успех. Ви благодарам на сите. Присутни. Денешниот настан се одржува на 21 септември и коинцидира со Европскиот ден на соработка. Повелете, министер. Ви благодарам, почитувам министер Фазлију, заменик министер Павлевски, почитувани директори, почитувани присутни. Денеска ќе го потпишеме договорот за имплементација на проектот Унифициран информатички систем за размена на информации меѓу единиците во примарната здравствена заштита во меѓуграничниот регион. Тој е првиот ваков договор кој што го склучува нашето Министерство за здравство со соодветна мрежа партнерски институции од Грција за реализација на проект за меѓугранична соработка финансиран од ИПАК програмата на Европската Унија. Вкупниот буџет на овој проект изнесува 480.463 евра и е со време траење од 2 години. Министерството за здравство, заедно со Општата болница во Гевгелија и Клиничката болница од Битола, партнерски ќе соработуваат со Грчката национална организација за обезбедување на здравствени услуги, Технолошко-едукативниот институт Александар, Одело за гинекологија и акушерство и Општата болница Пела. Во рамки на овој проект предвидено е да бидат организирани едукативни програми за докторите кои ќе работат на скрининг на дојка во Гевгелија и Битола, како и набавка на ултразвук за ехо, наменет за Општата болница во Гевгелија и мамограф апарат за Клиничката болница во Битола. Очекуваме проектот да придонесе кон подобрување на здравствениот систем во прекуграничната област преку прво развој на информативен систем, во кој ќе бидат интегрирани податоци за сите даватели на здравствени услуги на двете страни на граничната област, како и паралелни програми за заекнување на вештините за превенција од малигни заболувања. Пожелувам успешен почеток и верувам дека сите инволвирани страни ќе ги реализираат планираните активности од овој проект. На крајот дозволите да резимирам со тоа што ќе потенцирам дека станува збор за една исклучително важна област на превенција на малигни заболувања, нешто што рана диагноза и ран третман значи спасување на животот, а со овие два проекти ние пристапот и квалитетот кон здравствените услуги ги приближуваме до стандардите кои што ги имаат европските земји. Благодарам. Господинот Сашо Поцков да ви се обрати. Повелете, градоначалник. Почитувани министри, заменик министер, директори на државни институции, почитувани колеги градоначалници, новинари, дозволите ми да ви ги пренесам поздравите од крајниот југ на нашата земја, од општина Гевгелија, од самата граница со Европска Унија, од градот кој преку бројните активности и проекти постојано ја унапредува европската соработка со прекуграничните општини. Проекти кои благодарение на европските грантови значително ја подобрија инфраструктурната слика во општина Гевгелија и овозможија буџетските средства да ги пренасочиме за други потребни намени. Но истовремено придонесоа за јакнење на капацитетите на локалната самоуправа и за унапредување на прекуграничната соработка. Само преку ИПА програмата за прекугранична соработка 2007-2013 година, како и преку програмата од 2014 до 2020 година, во општина Гевгелија се реализирани 10 проекти во вредност од преку скоро 2 милиона евра. Со финансиска подршка на оваа програма во Гевгелија е изграден мостот на Сува река, регулиран поголем дел од одводниот канал Рауль,
изграден одводен канал во село Негорци, реновиран покривот на Пионерскиот дом, целосно уреден Вардарски рит. Реализираните проекти со финансиска подршка од ЕУ најдобро зборуваат за бенефитите од успешната прекогранична соработка што ја остварува општина Гевгелија. Но не треба да се заборави дека значајна улога за тоа има и националното учество кое нашата земја го обезбедува преку Министерството за локална самоуправа. Како резултат на националното учество, нашите и другите погранични општини во кои се реализираат проектите со финансиска подршка од ИПА програмата за прекогранична соработка се ослободени од собствено учество. А тоа, ние како градоначалници најдобро знаеме што и колку значи, особено при креирање на буџетската рамка за секоја година. Почитувани, во моментот во општина Гевгелија се реализираат два проекти преку истата програма со Република Грција за уредување на туристичкото излетиште Динкјот, како и со Република Грција за регулирање на коритото на Сува река. Овој проект е посебно значаен, бидејќи ја потврдува нашата определба за заштита на водените ресурси во прекограничниот регион, што представува наша обврска, но истовремено и предизвик. Лидер партнер на проектот е општина Гевгелија, а партнер од македонска страна јавното комунално предпријатие Комуналецот Гевгелија, додека од грчка страна партнери се Универзитетот Аристотелу од Солун и општинските водостопански предпријатија во Пеонија и во Халкидона, соседна Грција. Вкупниот буџет на проектот изнесува 1.448.329.000 евра, од кои на општина Гевгелија и се доделени 516.000 евра за регулација на дел од коритото на Сува река. На Гевгелиското јавно предпријатие Комуналец му се доделени додатни 123.807 евра за најсовремена лабораторија за мерење на квалитетот на водата. Од вкупно одобрениот буџет, 15% е национално учество, што го обезбедува Министерството за локална самоуправа. Со овој проект продолжуваат активностите за заштита на реката Вардар и целокупниот пограничен регион од загадување. Имено предвидена е регулација на дел од почетокот на свртување на коритото на Сува река кон јужниот урбанизиран дел од градот во должина од 600 метри. Станува збор за најклучниот дел од коритото на реката, кој досега предизвикувал излевање на речните води и загрозување на блиските стамбени објекти, особено при пообемни врнежи и надојдени речни води. Дозволите ми на крајот да изразам мојата благодарност за досегашната соработка со Министерството за локална самоуправа и да изразам очекување дека ваквата успешна соработка, преточена во конкретни проекти, ќе продолжи и понатаму. Благодарам. Благодарам, господине Мехмети. Почитуван министер за локална самоуправа, почитуван министер за здравство, заменик министер за локална самоуправа, почитувани градоначалници, директори на државни институции, представници на невладиниот сектор, присутни медиуми, почитувани дами и господа. Центарот за развој на Југоисточниот плански регион уште од првиот програмски период 2007-2013 активно учествува во имплементација на искористување на европските фондови. Проектите главно се насочени кон подобрување на квалитетот на животот на граѓаните во Југоисточниот плански регион преку заштита на животната средина, развој на инфраструктурата, како и зајакнување на прекограничниот економски развој. Во своето скоро 10 годишно постоење на Центарот за развој има имплементирано или имплементира вкупно 9 проекти од ИПА, инструментот за предпристапна помош, и уште 2 дополнителни проекти директно финансирани од други програми на Европската Унија. Придобивките од спроведувањето на проекти од европските фондови прилагодени на регионалните потреби и услови се големи, бидејќи доведуваат до поизбалансиран, територијално насочен регионален развој, а освен тоа, преку заедничкото планирање и реализација на проектите во партнерство со прекуграничните земји се зајакнуваат прекуграничните односи, разменувајќи значајни искуства. Исто така, придонесуваат кон јакнење на капацитетите и воведување на иновативни решенија и процедури и одржлив економски развој.
Центарот за развој во моментот започнува со имплементација на два проекти финансирани од Европската Унија преку првиот повик за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција. Природата не познава граници. Врз основа на оваа глобално прифатена изрека, ажурираните стратегии за зачувување на природата се фокусираат на дизајнот и имплементација на заеднички еколошки политики, проширување на тековната мрежа на заштитени подрачја и развој на функционално и меѓусебни поврзани природни мрежи на заштитени подрачја. Првиот проект, заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа за заштитени подрачја, кој Центарот е лидер, а наш партнер од македонска страна е Државниот инспекторат за животна средина од Скопје, е креиран токму за решавање на овие современи предизвици. Имплементацијата на овој проект ќе резултира со изработка на стратегија за биолошка разновидност на југоисточниот регион, со и други документи со акциони планови, ќе им даде приоритет на локациите за зачувување, ќе ги мапира критичните живеалишта и ќе дизајнира зелени коридори, се со цел да се развијат алатки за подобрување на тековната конзервација. Проектот е со вкупна вредност од 1.269.000 евра, а има за цел да обезбеди солидна основа за заеднички ефикасни иницијативи и зачувување преку воспоставување на заедничка мрежа на заштитените подрачја на двете земји. Историски гледано, прекуграничната област Македонија-Грција била загрозена од природни катастрофи, ризици и опасности. Двата катастрофални земјотреси, Скопје 1963 година, Солун 1978 година, неколкуте поплави и многуте шумски пожари се само неколку примери за предизвиците на хуманитарната помош кои треба да се решат, истакнувајќи ја потребата за ефикасни мерки и меѓусебно помагање на двете држави, каде граѓаните ќе имаат активно учество. Ова беше главната идеја и не водеше кон креирање на вториот проект, интегриран оперативен центар за хуманитарна помош, каде што наш партнер е Центарот за управување со кризи, а каде главна цел е да се зголеми капацитетот на хуманитарната помош, подготвеноста во прекуграничната област за ефективна и ефикасна превенција, оплажување и управување со природните катастрофи и ризици и опасности. Главна активност на проектот е дизајнирање и изработка на контејнер, опремен со најсовремена опрема за комуникација. Вакниот контејнер, наречен како Центар за команди, контрола, комуникација, компјутер и интелигенција, ќе овозможи подобрување на квалитетот на управување на јавната администрација во спроведување со елементарни непогоди и кризи во прекуграничната област. Проектот, кој е со вкупна вредност од околу 906.000 евра, ќе обезбеди добра основа за понатамошна соработка на двете држави во справувањето со катастрофи, а во текот на целата имплементација на проектот ќе се работи за подигнување на јавната свест на населението и промовирање и развивање на хуманитарното волонтерство. Ваквите прекугранични проекти не би можеле успешно да се имплементираат без националното финансирање. Само како пример, Центарот како институција се финансира од буџетите на локалните самоуправи во регионот и од Министерството за локална самоуправа, меѓутоа само за тековните трошоци. Не располага со дополнителни буџети за кофинансирање со кој би можел да учествува во реализација на поголеми проекти. Со други зборови, доколку не би постоело националното кофинансирање, општините и другите институции со помал финансиски капацитет, поголемиот дел од невладините организации, а секако и центрите за развој на планските региони, не би биле во можност да учествуваат во аплицирањето и имплементацијата на ваков тип на проекти, поради неможноста да обезбедат сопствено учество. Затоа ја користам оваа прилика и сакам да упатам голема благодарност до Министерството за локална самоуправа и Владата на Република Македонија за водењето на ваквата политика и поддршката и можноста за сите нас за учество и успешна имплементација на проекти од Европската Унија. Во таа насока, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а секако и општините во регионот, ќе продолжат посветено да работат за што поголема апсорбција на европските фондови и реализација на што поголем број проекти, се со цел да се обезбеди подобар и поквалитетен живот на граѓаните во нашиот регион. Ви благодарам. Повелете, директоре. Благодарам.
почитуван министер за локална самоуправа, почитуван министер за здравство, почитуван заменик министер за локална самоуправа, почитувани представници на државните институции, почитувани представници на невладините, почитувани медиуми. Царинската управа, како орган одговорен за одржувањето на инфраструктурата на граничните премини во Република Македонија, беше поканета од страна на децентрализаната управа за областа Македонија и Тракија од Република Грција, како партнер да учествува во доставувањето на заеднички предлог проект за користење на средствата од оваа програма. Тука би се навратил историски да го споделам и искуството на Царинската управа, имено во рамките на програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција. Царинската управа во 2014 година успешно го реализираше проектот за развој на гранична инфраструктура помеѓу Република Грција и Република Македонија, Борден Ин, во чии рамки даде придонес кон остварувањето на стратешките приоритети на владата на Република Македонија во насока на олеснување на меѓународната трговија, јакнење на оперативните капацитети, како и постигнување на уште подобри резултати во забрзувањето и олеснувањето на прекуграничниот промет. Поради природата на работењето и надлежностите на граничните премини, како и заедничкиот интерес за подобрување на услугите, инфраструктурата и опремата на наведените институции кои ќе придонесат за безбедноста на сообраќајот, протокот на патници и стоки преку граничните премини, Царинската управа како партнер носител предложи Министерството за внатрешни работи како најсоодветен партнер учесник од Република Македонија исто така да земе заедничко учество во повикот. Она што сметавме врз основа на изведени анализи заедно со Министерството за внатрешни работи, што произлезе како приоритет за искористување на парите на овој повик, се наметна поставување на сообраќајна светлосна сигнализација на граничните премини Богородица и Дојран, поставување на колска вага за мерење на товарни моторни возила на излез од државата, обезбедување нова дигалка за моторни возила во гаража за детални прегледи на патнички моторни возила и опрема за детектирање на скриена стока. Реализацијата на предвидените активности за осовременување на граничните премини ќе придонесат кон поголема функционалност, забрзан проток на сообраќајот и зголемен квалитет на услугите на вработените и патниците, како и корисниците на граничните премини. На крајот би упатил уште една благодарност до Министерството за локална самоуправа, што ни овозможи да ги користиме овие фондови за подобрување на работата на Царинската управа. Благодарам. Почитувани присутни, причинува голема чест и задоволство да присуствувам на овој свечен чин, кој е еден доказ и истовремено и порака за сите граѓани на Република Македонија, дека со соработка и со пријателство може да напредуваме сите во регионот. Ние, како што напомна почитувана господја Жулиета, имаме еден заеднички проект, веќе во тек, со Република Грција. Се надеваме дека во иднина ќе ја прошириме и продолжиме соработката. Веќе има неколку проекти на чин на подпишување, ќе бидеме тука присутни. Ја би спомнал, како некој што долго време живел во Брисел, во центарот на Европската Унија, во историјата на самото основање на Европската Унија, првиот чекор после катастрофата на Втората светска војна беше воспоставување на економската соработка во главном меѓу Германија и Франција, како доскорошни непријатели во војната. И со тоа, самиот процес од 1956 до денес се одвива во една насока, во проширување и зацврстување на односите помеѓу државите членки на Европска Унија. Во тој аспект ја гледам и денешниот чин како едно продолжување на пријателството со Република Грција, како наш чекор кон приближување на Европска Унија, која се надевам наскоро ќе стане и
официјално после започнување на преговорите и успешниот референдум. И овој чин е за поздравување и ние како центар веќе имаме соработка со Европската Унија во многу насоки, во справување со кризи. Имаме хуманитарна помош од Европска Унија, а исто така водиме еден центар за координација за бегалската криза. Уште еднаш ви честитам, ви благодарам на поканата и пожелувам се најдобро.